веруваме дека ја правите разликата во етерот со оглед на овие разновидни содржини и теми кои што ги имаме во утринската секој ден од 6 часот и 55 минути со вас. Навлегуваме во оној дел од емисијата каде што најавуваме убави културни, музички настани, нешто со што сакаме и ви препорачуваме да се релаксирате и да уживате во денот. Таков еден настан е Офест кој што ќе се случува по 22 пат. Започнува вечерва во Националната опера и балет, инаку отворањето конкретно ќе биде во знакот на португалското фадо со една од неговите клучни протагонистки Мизија. А јас ќе зборувам со мојата гостинка која што има свој настап утре вечер на Офест во 10 часот, поточно во 22 часот. Која е мојата гостинка со следното видео ќе ви ја најавам. Да, ете како што можете да видите, но и од нашиот утрински форшпан кој што го погледнаа сите оние кои што стануваат, се будат со нас и не следат од самиот почеток, Евгенија Здравевска или во јавноста позната како Зарина Првасевда, моја денешна гостинка и дел од овогодинешното издание на Офест. Зарина, Евгенија, како? Добро ни дојде, добро утро. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Мило ми е што те имаме во нашето студио и што ќе имаме можност да позборуваме не само за настапот на Офест кој што ќе се случува утре вечер во Националната опера и балет, туку и за сите актуелности кои што се случуваат кај тебе. Ако ги земеме новитетите нели во предвид, ако го земеме најновиот видео спот кој што еве на нашите гледачи ќе им кажам дека ги имаат можност премиерно да го погледнат по нашиот разговор, останатите други настапи кои што те очекуваат и кои што беа во блиско минато. Од кај да почнеме? Прво, многу се радувам што сум секогаш добредојдена во оваа емисија, бидејќи секогаш имам можност да ги споделам работите кои ги работам. Подоцна многу се радувам на овој настап кој го најавивте со видеото, односно на настапот на Офест. Сепак Офест важи и значи за еден од најпрестижните интернационални фестивали во Македонија и да се биде дел од таков еден фестивал е навистина голема чест. Со оглед на тоа дека луѓето кои го организираат, господин Оливер Белопета и Шурбановски, се луѓе кои имаат навистина префинет вкус и се навистина строги по однос на она што се вика избор за музика и естетика на истата. И критериум кој се може да биде дел од програмата на Офест. Така да навистина се радувам и се радувам што на крајот на денот еве се уште се случуваат, имаме примери на ваков тип на фестивали кои со повеќе труд и со повеќе мака сепак на крајот се уште се организираат дури по 22 години од нивното прво организирање. Така што се радувам многу и многу ќе се радувам ако видам голем дел од мојата публика во Скопје во Националната опера и балет во 22 часот утре. Ќе свириме песни од мојот албум Ехо, кој излезе минатата година и кој супер си котираше на радиостаниците низ цела Европа, па и тука во Македонија. Така што секогаш кога имам можност да споделам дел од она што го работиме, од она што сме го работеле, е навистина голема инспирација за нас, бидејќи таа реакција од публиката и тие аплаузи во секој случај се еден сериозен ветер во грб за да бидеме истрајни во она што го правиме, бидејќи патот секако не е многу лесен. Така и потврда дека сте направиот пат и дека нели е апсолутно квалитетно она кое што досега го правите. Она кое што е карактеристично за тебе, кое што веројатно и тие кои што те следат и го следат она кое што го правиш, знаат дека си позната по препознатлива поточно стана по твоите мини настапи низ планинските врбови. Таму, како што велиш, ја најде сплотеноста на двете суштински работи што со години се дел од тебе, а тоа е музиката и природата. И ми се чини дека не постои посовршен спој од тоа. Поточно кога сме во природа или во допир со природата или се чувствуваме како едно со природата, бидејќи тоа и сме, се појавува една волшебна инспирација
без разлика што правиме или која е нашата професија. А ако зборуваме за музиката, тогаш тоа е апсолутно инспиративно, така. Се разбира, особено традиционалната музика, оваа музика со која јас се бавам, е во нераскинлива врска со природата, бидејќи во минатото луѓето немале никакви средства за комуникација поинакви освен во природата и освен чувствувајќи ги сите тие природни убавини кои што на некој начин и се вткаени во традиционалната песна и тоа се слуша и тоа се гледа и тој тип на емоција кој што е инспириран од природата за мене барем е нешто магично. И тоа луѓето кога забележуваат. Дури и сега кога го пеам, луѓето тоа го чувствуваат. Има луѓе кои не го разбираат јазикот на кој што пеам во тој момент, но ми кажуваат или повеќето од коментарите ако отворите на моите профили на социјалните мрежи, се наежив, се расплакав, ме тресе, заспивам со твојата, значи буди едни чувства кои што се од витално значење на некој начин и на кои со ова време во кое што сега живееме на некој начин и малку подзабораваме, да се подсетиме што е важно, оние вистински вредности, дека чувствувањето и дека споделувањето на чувствата и емоциите е навистина прекрасно и дека треба да се охрабруваме тоа да го правиме. И се радувам што на моите концерти гледам луѓе што плачат, гледам луѓе што се смеат, што се прегрнуваат и подоцна кога зборуваме после концерти ми ги споделуваат тие емоции. А за еден музичар тој е одличен показател дека навистина го постигнал тоа што го сака, поточно целта која треба да произлезе од музиката кај луѓето и емоциите кои што тие ги чувствуваат. Долго очекуван беше овој деби албум нели Ехо, 11 традиционални песни на 4 различни јазици. Може накратко околу самото излегување, поточно промовирање на самиот албум и изработката на традиционалните песни, но и нивното изведување на 4 различни јазици и тоа е комплексно и веројатно треба умешно да се направи. Пред се е многу голема одговорност да се пее на други јазици, бидејќи тука сепак допираме различни култури и нации на кои што се допира нивниот музеј на испеена песна. Но за мене беше и голема чест и предизвик на некој начин и се надевам дека го направив тоа како што треба. Во однос на албумот тоа се 11 традиционални песни кои што ги собирав. Тоа се на некој начин првите песни со кои што јас дојдов во допир на други јазици кои што ми ја допреле душата. И решив тие песни баш првите да ги направам во тој албум. Оние останатите се дел од нив се од Македонија, има песни од Егејска Македонија и така натаму. Има и торбешки песни. Мислам една торбешка песна. Така што не знам, направив еден склоп и кога излезе Зарина и кога излегоа тие планинските видеа, многу музичари ми напишаа дека сакаат да соработуваме, меѓу кои и Александар Петров, кој пак е автор на повеќето на аранжманите на оваа музика. И така некако спонтано се редеа сите настани и спонтано се собираа луѓето околу тој албум, што за моја голема радост се собраа луѓе на кои што јас сум се восхитувала гледајќи ги дома како дете, како свират на телевизија и сум се восхитувала и сум посакувала еден ден да работам со нив, така што Васил Хаџиманов е дел од албумот, Радко Даутовски кој е дел и од мојот ансамбл, понатаму Исмаил Лумановски и така натаму се собра една Благојче Трајковски, нека не ми замерат некој ако не споменам. Се собра една екипа на врхунски, на вистински професионалци во она што го работат, во однос на традиционалната музика во Македонија и во светот. И ете извајавме едно такво парче кое што пак на крајот го издаде Кроација Рекордс. И првата наша промоција беше во Македонската филхармонија, каде што имавме еден прекрасен концерт со многу убави гости и така натаму. На мојот YouTube канал е поставен целиот, така што на Зарина Провасевда на YouTube можат да си го најдат и да го преслушаат сега отпосле. Оние кои што допрво треба да ме запознаат. Така што имавме еден прекрасен концерт. Концертот беше распродаден во многу брзо време и ово што ќе се случи сега на Офест ќе биде на некој начин и повторување, повтор пат за скопската публика да може да го гледа во еден таков состав. Со тоа што сега ќе изведуваме и некои нови песни, некои од нив ќе се најдат во следниот албум на кој што работиме.
Одлично, значи ќе има во што да ужива македонската публика на Оффест годинава, конкретно за наставот кој што ќе го имаш ти утре вечер во 22 часот, повторуваме во Националната опера и балет. Ќе споменам уште еден факт за тебе, а тоа е дека учествуваш во борбата за прогласување на Шарпланина за национален парк, а исто така и патуваш од село до село за да се сретнеш со македонските баби и да ги истражуваш и снимаш нивните песни и приказни. И тоа е составен дел од она кое што го правиш, значи покрај музиката, пеењето, создавањето, да се слушаат приказните е исто така раѓање на нова инспирација. Апсолутно да, и тоа е дел од мојот карактер и приватно, и тоа некако е еден совршен спој кој се провлекува и кон она што го работам понатаму. Да. Јас, бидејќи сум еден фанатик на природни убавини и на природата и на се што ме обкружува кога сум во природа, и тоа ми е навистина една голема инспирација и така натаму. Истражувам многу и во села кои што сум немала можност да ги посетам. И се разбира, секогаш кога ќе најдам некоја баба, седнувам да си правам, да си разговарам, и во тоа распрашувам како дали знае да ми испее некоја песна, некоја приказна од тоа, како се омажила, какви биле адетите тогаш и така натаму и така натаму, и тоа се ваја понатаму во песни. Сакам да бидам искрена кога ги изведувам традиционалните песни и мислам дека единствениот начин да се биде искрен е да се живее тоа. Јас го живеам со оглед на тоа дека сум од Демир Хисар и дека јас растев во директен допир со она што се вика традиционално. Ние се уште во Демир Хисар имаме една голема жива традиција, меѓутоа и сакав да живеам во тоа одблиску, да ги гледам повозрастните, бабите, па прабабите кога бев дете, и со нив предев, одев на нива да берам тутун, па нижев дома, и во целиот тој процес јас слушав еден милион приказни кои што и денес ми ја вајаат музиката, односно емоцијата, и ми помагаат да извајам интерпретацијата на традиционалната музика онака како што треба. Што се однесува до борбата за национален парк Шарпланина, секако дека учествував со многу голема радост, придонесував кон таа цела борба и многу се радувам што на крајот Шарпланина стана национален парк. Во исто време, постојано ме протекнуваат мисли во главата дека имаме таква една природа во Македонија, имаме се на што светот би ни позавидел и ние треба да се бориме за тоа. Тука ми се јавува еден револт, но во исто време пробувам да се борам со оружјето со кое што најдобро знам и умеам, а тоа е песна, љубов, емоција и така натаму, за да видиме, и најчесто ги снимам тие предели за да видиме и за на некој начин луѓето станат свесни што тоа ние загадуваме, колку тоа утре на нашите деца, на следните генерации ќе им смета и така натаму, бидејќи толку чиста вода како што има во Македонија, јабланица течат сите страни. Шарпланина исто така. Така да имаме толку природни убавини и мислам дека треба тоа да се земе во предвид и дека треба генерално Мариово, например. Мариово исто така треба да биде национален парк. Мислам, таква недопрена убавина. Неодамна го истражував и за тоа ми дојде прво. Меѓутоа имаме еден куп места и убавини кои што сериозно треба да се размислува да се заштитат. Еве Шарпланина на крајот се исплати борбата и се надевам дека тоа ќе биде во духот на она што значи национален парк, односно ќе се грижиме и ќе помагаме да не се уништат тие природни убавини за да можеме да им ги оставиме на нашите деца. Во исто време не станува збор само за националните паркови, станува збор за се она што не обкружува. И водно е парк во кој што кога ќе отидеме треба да си ги собереме остатоците од храна и да ги фрлиме во соодветно место и така натаму. Да. Мислам, тоа за нас, за нашиот воздух, за нашето дете. Така е. И секој од себе кога би тргнал, најчесто во луѓето функционира сега ти ќе смениш. Па јас ќе сменам за себе, ти за тебе и така натаму ќе се смени целата таа атмосфера. Да појдеме од себе. И свеста. Така.
И токму поради тоа и од ова се што го спомени твојата автентичност во пренесување на културното наследство преку само изразување, бидејќи тоа секој треба да го прави на свој начин, било што да прави, или дали рекреативно или професионално, а ова кое што го зборуваме сега треба да биде пример за секој од нас, нели? Па и за младите во кои што е иднината, чираце и најмногу иднината да се однесуваат соодветно со природата, да сакаме природата и да чуваме животот. Да, она што е многу важно е дека најчесто тоа го зборуваме тука преку многу теми. Ние сме светлината, ние сме факелот кој треба да биде напред, затоа што децата ние треба да им го покажеме патот. Така. Тие сами по себе си добиваат многу информации од страна од технологија и така натаму, меѓутоа вистинските вредности, традиционалните вредности е нешто што се пренесува од колено на колено и така стигнало до мене, така стигнало до вас. Да. Но и треба да ги научиме како да распознаат што е позитивен пример. Апсолутно. Некако сте живееме во време каде што ако не се насочат младите како да препознаат или што да биде во нивниот фокус, да биде позитивна насока, тогаш многу лесно може да се скривне или по погрешен пат, но верувам дека и оној дел од младината кој што не е освестен или можеби го интересираат други работи, ќе се освести за да можеме да имаме и подобро општество и подобра иднина, се за наше добро. И Зарина, убаво си го, Евгенија, убаво си го правиме нашиот разговор, но времето полека ни тече. Јас би сакала на крај само да го закружиме разговорот со спотот кој што премиерно ќе го погледнеме, изработката на спотот, бидејќи многу ми е мило што така се погоди да премиерно тука и го представиме на македонската публика. Верувам прв пат ќе го видат сите оние кои што не следат, па ете малку и накратко за спотот. Во суштина ова е спот кој произлезе од едно долгогодишно, мислам, пријателство со еден од луѓето кои снимаше за мојот албум, а тоа е Оливие Самулен, французин, кој неодамна ме покани да работам на еден проект во Феймс Институт во Скопје. И таму покрај што држевме работилници и требаше да млади студенти од светот да ги запознаеме со традиционалната музика на Македонија и еве мене ме избраа да го направам тоа. Меѓу другото, Наташа Роџерс, која е една прекрасна перкусионистка по потекло холандјанка која живее во Париз. Јас во меѓувреме оваа песна имав снимено, си направив едно демо како сакам тоа да звучи и просто и го испратив на Наташа и на Наташа многу се допадна и се договоривме многу спонтано да го снимиме и да го направиме тоа целото. Се снимаше во Феймс Институт. Инаку ова е една песна која што многу одамна испеа бабчорки, со тоа што сега ја направивме во едно ритмично и вокално издание. Ќе се радувам ако слушнам коментари, ако коментарите се убави нормално. А и оние другите сакам да ги слушам секогаш, бидејќи единствен начин е да се расти во музиката, да се слуша и да има критична мисла, каде што ќе можам секој ден да наблюдувам и да правам некаков баланс, па и да напредувам. Ти благодарам многу за гостувањето, ти посакувам успех во сте понатака што ќе правиш. Ќе кажеме само дека имаш настап понатака по Офест и на The Festival, кој што ќе започне на 30 јуни, а твојот настап е на 1 јули. Ќе имаш можности пред тамошната публика да нели го покажеш тоа кое што најдобро го знаеш и умееш, за кое ние денеска зборувавме и ќе имаме следна прилика да позборуваме за сите нови титикетера. Апсолутно, многу ви благодарам. Ќе уживаме во спотот кој што го најавме, а еве вие вечерва доколку сте слободни и расположени, присуствувате на отварањето на Офест, а веќе утре ова кое што го најавуваме на настапот на Зарина, поточно на Евгенија Здравевска. Ајде да уживаме во спотот. Yo Moriano,
Музика